Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Поздрав за добре дојде, почитувани. Се радувам што се вклучувате на фреквенцијата на Елиезер. Сигурна сум дека во моментов верувате за некакво чудо во вашиот живот. Било тоа да се финанси, здравје, успех на некое поле од вашиот живот. Дали може би поминува време, а манифестација се уште нема од тоа што го посакувате? Прашањето е зошто. Вообичаено е да немаме представа како изгледа верата. Како е тоа да веруваш? Верата е абстрактна, но сепак реална. Јас верувам дека ги слушате содржините на Елиезер. И со тоа, животот ви се менува на подобро и се трансформирате во личности според Божиот образец. Yes, I will rejoice and be glad in Him. Oh, no matter what it looks like, I will rejoice in You. 'Cause You are my victory. And no matter what it feels like, I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, Lord. Oh, no matter what it looks like, I will rejoice in You. 'Cause You've always brought me through it all. And no matter what it feels like, I will rejoice, I will rejoice. 'Cause I know whose I am. I know who I belong to. I know who I belong to. I know whose I am. I know who I belong to. I know who I belong to. I know whose I am. I know who I belong to. I know who I belong to. I know whose I am. Што е вера? Во посланието Евреите 11.1 е нагласено следново. А верата е тврда увереност во оно на кој се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Или, според друг превод, тоа е сигурност дека она на што се надеваме на вистина ќе се случи. Вера е увереност во нешто што не си го видел. Многу мина ќе речат, се додека не видам, не верувам. Верата не ги вклучува нашите сетила, нашиот ум. Верата е абстрактна, недопирлива, невидлива, а сепак е доказ за нештата што не се гледаат. Изгледа и звучи комплицирано, нели? Чудата се израз на голема вера, односно верба во тоа дека со сигурност нештото ќе се манифестира на виделина. Исус Христос ни рече: ако имаш вера колку синапово семе, речи на ова планина да се помести и таа ќе се помести. Како ќе опишеме верата? Ќе дадам пример. Дел од нашето секојдневно живење и функционирање е користењето на интернетот.
Штом сме поврзани на интернет, постојат неограничени можности за работа, достапност на информации, извор на ресурси и така натаму. Да речеме дека сакаме да преземеме некоја програма која ни е потребна за работа или некој документ. Што правиме? Ја посетуваме веб страницата, кликнуваме на тоа што ни е потребно и доколку постојат опции за преземање, програмата започнува да се така наречено спушта, односно се сместува во меморијата на нашиот компјутер или телефон. Затоа ќе биде потребно време, нели, во зависност од брзината на нашиот интернет или од перформансите на нашиот компјутер. Што ни се прикажува на екранот додека трае процесот на преземање на програмата? Обично е тркалце кое постојано врти или стрелка која покажува дека се одвива процес на спуштање на информации од некој повисок извор. Како што се одвива процесот, прикажани се и бројки, кои го покажуваат процентуалниот износ на самиот процес, односно, дали е 30 или е 50 или е 80% извршен, се додека не стигне 100% кога и процесот на спуштање е комплетиран. Во послание до Римјаните 12:3 стои: секој да мисли за себе разумно, секој според верата што му ја дал Бог. Што значи? Дадена ни е мера на вера. Зошто ни е дадена вера? За да преземеме од небесното и да го донесеме овде на земјата. Како што гласи молитвата, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. На небото не постои недостаток, болест, тага, темнина, туку постои светлина и изобилие. Верата ни е потребна за да се изврши трансферот од небото и да пристигне, односно да се манифестира на земјата. Да направиме споредба со примерот што го посочив. Како што е потребен интернетот за да се изврши трансферот од веб страницата за да ја добиеме потребната програма, така е потребна верата за да се направи трансфер од небото на земјата, односно да го добиеме она што е потребно, она за што веруваме. Било тоа да е здравје, финанси, благосостојба од кој било аспект. Исто како што е потребно време за да ја преземеме програмата од интернет страницата, така е потребно време за трансфер од небесата. Се е возможно за оној што верува. Што стои во стихот за молитвата? Во Евангелие според Марко 11 глава пишува: имајте вера во Бога. Оти вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море и не се посомнева во срцето свое, а поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Што се случува кога има прекин во интернет врската? Спуштањето, односно преземањето на програмата престанува. Доколку интернет врската е прекината подолго време, најчесто целиот процес се прекинува. И кога повторно ќе се воспостави интернет врската, треба да кликнеме и наново да ја преземеме програмата. Односно, процесот го започнуваме од нула. И покрај фактот дека програмата претходно сме ја презеле околу 80%. Во компјутерот постои како податок, визуелно постои, но при кликнување за да се активира се појавува прозорец на кој пишува дека програмата не може да се активира. Има некаква грешка. Истото е со манифестацијата на она за што веруваме. На момент веруваме, на момент не. Се сомневаме. Врската е прекината. На момент веруваме, следниот момент чувствуваме страв. Врската е прекината. Прашањето е до кога треба да веруваме. Одговорот е се додека не се манифестира. Во прво послание до Коринтијаните 16:3 пишува: бдејте, бидете непоколебливи во верата, држете се машки,
бидете јаки. А во посланието Филипјаните укажува: сакани мои, бидете непоколебливи. Друг аспект на кој треба да обрнеме внимание е следниот. Доколку во нашиот компјутер не постои доволно меморија, односно сме ја наполниле меморијата со други документи, програми и слично, тогаш нема простор за програмата што сакаме да преземеме од интернет. И на тој начин преземањето нема да биде возможно. Што треба да сториме? Да направиме простор, односно да избришеме дел од податоците за да може програмата да се смести во меморијата на компјутерот. Истото и со нас. Доколку има пречки или некакви ограничувања, односно нашиот ум е исполнет со погрешни податоци, програми, образци, концепти, односно не е обновен, тогаш не постои простор за нештото што го бараме да се манифестира. Кои се нашите ограничувања? Дали сме размислувале на оваа тема? Во духовната сфера, во сферата на Светиот Дух, не постојат ограничувања. Исус Христос ни покажува како да живееме во оваа сфера, преку фактот дека зашто и да се молиме, дека тоа веќе постои и покрај фактот што не го гледаме. Тој ни укажува дека верата ни е имотниот лист за она што не се гледа. Не станува збор само за надевање, туку уверување дека нештото за што се молиме ни е прирака. Како што гласат зборовите на Исус Христос: Царството небесно е близу, односно е на дофат. Ние ги присвојуваме Божите ветувања преку вера, а тоа е преку вклучување во духовната сфера, во сферата на Светиот Дух. Таму е, веќе постои. Ќе ви дадам и друг пример. Ако сме во пештера и во рацете држиме батериска ламба, но не е вклучена. Во момент ламбата ни паѓа. Во пештерата нема светлина. Што ќе направиме? Ќе ја бараме ламбата и покрај фактот што е темница. Знаеме дека е некаде околу нас, а не знаеме точно каде. Ја бараме со допирање на површината околу нас, нели? Така ни вели Исус Христос за молитвата. Кога се молиме, треба да веруваме дека го примаме, дека го имаме нештото пред да се помолиме, дека тоа веќе постои. Кога се навалуваме да ја побараме ламбата, знаеме дека е тука некаде. Сигурни сме, не се сомневаме. Што ми ја најдеме, потребно е да ја држиме в раце, а потоа треба да го пронајдеме копчето, да ја вклучиме и да засвети. Така е, нели? Тогаш светнува и ние гледаме што има пред нас и околу нас. Што значи се држиме до фактот дека знаеме она што ни припаѓа, го држиме нашиот благослов, благосостојба во нашите раце и не ги спуштаме се додека не се манифестира во оваа физичка земска сфера. Верата е над умот. На нашиот ум потребни му се некакви видливи податоци за да ја обработи операцијата, каква и да е таа. Верата е од срцето. Како што стои во посланието Ефесјаните 4 глава. Да го отфрлите од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливи желби. Да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда и светост во вистината. Драги мои, ова издание го завршувам со мотивација и инспирација за да верувате во чуда, да верувате дека сте благословени, здрави и успешни. Тргнете ги ограничувањата, живејте според Божиот план. Имено, стихот од послание до Евреите 11:3 гласи: Преку верата разбираме дека вековите, целата вселена се установени со зборот Божји и дека од невидливото произлегло видливото. Поздрав до вас!
Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,